Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Во ова издание донесуваме. Кој е власт во град Скопје? Имаме мнозинство. Имаме 24 советници. Па јас моментално не можам да проценам што е владачкото мнозинство во Советот. Моментали шумицта ренукка. Свесен за злоупотребите на балансерот, министерот Алити смета дека го нашол магичното решение. Полето за националност, ако го селектират еднаш македонец или албанец или турчин, да не може да се едитира, односно да се промени. Окружниот суд во Благоевград пред само неколку дена го укинал здруженијето кое стои зад културниот клуб Никола Вапцаров. Сега ми става известно, че нашето дружество е прекратено. Ова не е еден од штипските сокаци, туку коритото на реката Отиња што минува низ Штип. Поради ваквата хидролошка состојба во јавноста се отвори дебатата дали има логика на оваа река без река да се гради брана. Не менувајте го каналот, со сториите се враќаме за кратко. Даниела Арсовска и понатаму е градоначалничка на Скопје, но кој е власт во најголемиот локален парламент во земјава, Советот на град Скопје? Иако ВМРО ДПМН веруваат дека се уште се предводници на група од 23-24 советници во 45 члениот совет, од сите други советнички групи тврдат дека не се дел од мнозинство, старо или ново. Сликата од Скопскиот совет ја пренесува Славица Филиповска. Господјо Арсовска, вака ако продолжите, вашиот рейтинг иде директно по нула. Ако треба шпицниот градоначалник да ушетам, да ви кажам искрено, воопшто не излегувам на терен. Градоначалникот успеа за година дена да се испокара со сите. Не е скарана само со тој кој што не го сретнал од Сабајли. Криминална и медарски расположена коалиција. Мене пак ми се чини дека некоја друга коалиција има тука меѓу ајде. Ниту градоначалничката може да се амнестира од вас, ниту вие од нејзе. Ние имаме алергија на меди корупција. Си ја вршиме ли работата ние? Мене не ми изгледа дека си ја вршиме. Господ нека ни е на помош на сите нас, почитувани граѓани. Ви благодарам. Победата на кандидатката за градоначалничка поддржана од ВМРО ДПМН на ланските локални избори беше на дополнета и со мнозинство предводено од ВМРО ДПМН во Советот на град Скопје. Од 45 советници колку што брои Советот, мнозинството го формираа 18 члена од ВМРО ДПМН, двајцата од Алијанса за албанците и четворицата од Левица. Во опозиција останаа СДСМ со 12 советници, ДУИ со 5 места и Зелен хуман град и коалицијата ЛДП Дом со по 20 членови. Трајко Славецки од ВМРО ДПМН беше избран за председател на Советот, а структурата на мнозинството се преслика и во распределбата на директорските места во градските јавни претпријатија. Една година подоцна, Славецки вели дека во Советот за секоја одлука поединечно се формира мнозинство, но и дека се уште смета на поддршката од Левица и Алијанса. Имаме мнозинство. Имаме 24 советници од 45. Но Па јас моментално не можам да проценам што е владачкото мнозинство во Советот, така да... вие како се дефинирате? Ние сме 4 советници на Левица кои функционираат просто по основа на продуктивноста на одлуките кои треба да ги изгласаме. Ние веќе дадовме изјава дека не соработуваме со ВМРО во градот Скопје, значи во Советот. Како действувате? Согласно потребите на граѓаните. Од друга страна, иако ДУИ доби 3 директорски места во јавните претпријатија, досега не е промовирана нова коалиција на власт во Скопје. Моментали шумицта ренукка. Еднодневниот штрајк во ЈСП беше кулминација на турбуленциите во локалната власт во главниот град. ВМРО ДПМН првично поднесе иницијатива за пренамена на дел од средствата од градскиот буџет за плати во ЈСП, која не беше поддржана од сите советници од градоначалничката, што доведе до тврдења за коалиција на СДСМ, едно крило од ДУИ и Арсовска. Со иницијатива проблемот не се решава. Проблемот се решава со предлог одлука. Ваква како што имаме денеска на дневен ред. Што значи ова коалиција СДСМ, едно крило на ДУИ и Арсовска? Тоа прашајте ги нив, навистина не знам што значи. Има таква коалиција? Не.
Навистина не знам што значи тоа. Славески е поблак од реакциите на неговата матична партија ВМРО ДПМН. И што мислите, чиј градоначалник е Арсовска? Кој стои позади неа во Советот? Па, видите, мислам дека и самата не знае. Нели, кога има поддршка од само еден советник, тоа е советникот кој што пребега од нашата коалиција, господинот Александар Трајановски, кој што е новоназначен заменик на градоначалникот од партијата ГРОМ. Велам, и самата не знае затоа што немајќи мнозинство во Советот, декларативно се представува како позади не да стојат граѓаните. Но во демократиите граѓаните не можат да бидат присутни или да учествуваат во носењето на одлуки. Ние сме советниците, представници на граѓаните овде. Советниците од Алијанса за албанците кои први го напуштија мнозинството што произлезе од изборите, исто така не знаат дали има мнозинство што стои за Арсовска. Искрено јас го немам одговорот и не знам како се мисли понатака, со оглед на тоа дека спрема тоа што гледаме од седниците, нема некое друго мнозинство за кое се збореше, а можеби потајно го има или можеби понатака и ќе се покаже, меѓутоа во случајов нема некое мнозинство градоначалникот на град Скопје. Од Алијанса прашуваат како може дуи повторно да се дел од градската власт, кога логиката на предизборните коалиции била заедно со СДСМ да се испратат во опозиција. Ки јако бев заменик градоначалник, нити имав од неј за објаснување, нити имаше Алијанса за албанците објаснување зошто се поставуваат квадри и кој е договорот меѓу госпоѓа Данела и Дуј. Од ДУИ и покрај внатре-партиските превирања тврдат дека сите петмина советници од оваа партија делуваат заеднички и за дел од предлозите гласаат во интерес на граѓаните, а не за да и прават мнозинство на Арсовска. Инаку, тројцата нови директори на јавните предпријатија, улици и патишта и паркови Зеленило, како и на Средното економско училиште Арсене Јовков, се сметаат за припадници на огнената група. Ако велите вие дека сте опозиција, би било логично да не се прифаќаат функции. Drejtorat momentalisht është janë ushtrohet detyra, të cilat janë të vendosur nga ana e kryetares së qytetit të Shkupit, pasi ajo është e pavarur dhe ka drejtë të zgjedh kuadro me të cilën ajo do të bashkëpunojë. Вие се согласувате што прифатија да бидат функционери? Unë mendoj që u ka bë një balans shumë i mirë, sepse në qyteti i Shkupit konkretisht ka edhe palë maqedone, edhe palë shqiptare, edhe palë turke, edhe palë bosnjake, edhe palë rome, kështu që është bë një mix shumë i mirë që të ketë prej gjitha pjesëve, domethënë. И додека траат препирките за медарски и непринципиелни коалиции, продолжуваат бунтовите во јавните предпријатија, меѓу кои најнов пример е водовод. Сакам да апелирам и до работниците, односно до вработените во овие јавни предпријатија да не дозволат да бидат инструмент, односно маша на неколкумина поединци кои што сакаат да се вплиткуваат во политички пресметки. Чија е одговорноста ако продолжат проблемите со основните сервисни услуги на градот кон граѓаните? Градоначалник е неприкосновен во раководењето, таа назначува, таа разрешува директори. И градоначалник е најодговорен. Вие не чувствувате никаква одговорност за случувања во градот? Не, ние со жалење гледаме што се случува и правиме се што може да се разреши состојбата, но немаме ингеренции. А понатаму многу скептично, многу скептично. Верувам дека ќе се надменат себе си и мнозинството и градоначалничката своите лични интереси, своите политички интереси и интересот за провизии да го стават на страна. Нам, граѓаните, не ни ја дадоа довербата за тоа. Според законот за локална самоуправа, градоначалникот има неприкосновен мандат од 4 години, а Арсовска се уште не е ниту на половина пат. Единствена опција за нејзина евентуална смена е распишување референдум на кој граѓаните би одлучиле дали ќе ја разрешат, но засега нема најави од ниту една партија за такво нешто. Арсовска нема бланко поддршка од ниту една партија во градскиот совет, а нападите против неа се почести. Затоа побаравме да ги слушнеме нејзините ставови на оваа тема, но таа не прифати да зборува. Дали мандатот започнат помпезно е на пат да заврши неславно. Во Благоевград, Бугарија, вчера беше отворен културниот клуб Никола Вапцаров, но пред само неколку дена окружниот суд со седиште во овој град донел одлука за укинување на граѓанското здружение за заштита на основните индивидуални човекови права, кое стои зад клубот.
На официјалната интернет страница на Централниот регистар на Бугарија може да се прочита дека Сдруженијето, кое е првично регистрирано во 2019 година, сега е во ликвидација. За ова, како и за вчерашните случувања во Благоевград, од Галена Николовска-Ризвановиќ. Уште не се средија впечатоците од Благоевград, а граѓанското здружение што го отвори клубот Никола Вапцаров во Бугарија заминува во ликвидација. Аз не знаех, сега ми става известно, че нашето дружество е прекратено. Одлуката е правосилна од првата половина на месецов, а основата е случај отворен од јавното обвинителство во Благоевград со тврдење дека целите на граѓанското здружение за заштита на основни индивидуални човечки права, регистрирано во 2019 година, се спротивни на бугарските устав и закони. Независно од судските одлуки, градоначалникот на Благоевград вели дека отворањето на клубот Никола Вапцаров било приватен чин. Кога ќе се отвора државен културно-информативен центар, Със сигурност, когато бъде официален клуба, бих искал да присъствам и ще присъствам. Што се случи во, после, но и пред Благоевград. Политичарите влегоа брзо, новинарите чекаа еден час. Такво добре дојде на граничниот премин Делчево Лисичково добија патниците тргнати кон Благоевград, местото на отворање на клубот Никола Вапцаров. А и странците и домашните во центарот на градот ги чекаше силно полициско обезбедување. Беа таму за да ги двојат демонстрантите собрани против граѓаните дојдени за настанот во малата просторија сместена во приземјето на зградата со број 14 на улицата Димитар Димов. Добронамерниците беа пречекани со колачи, а на трпезата имаше и лепче. Присутните едва и успеваа да ги слушнат говорите, додека од непосредна близина на звучник ечеа бугарски песни. Ние не искаме да съдим никого. Ние просто искаме да сме равноправни като останалите граждани. Искаме да можем да се наричаме македонци без да бъдем обиждани, да можем да се събираме и творим без страх. Дел од гостите само се заблагодарија на поканата, а дел ја искористија можноста да кажат дека дошле за поддршка. Надам дека во иднина она што е нормално да се отвараат клубови кои што ќе поврзуваат, а ние имаме многу заедно со бугарскиот народ и дека вакви ликови кои што не поврзуваат ќе бидат имиња и на бугарските клубови во Македонија, а не како сега да ги сваќаме како провокација. На улицата пред клубот тешко можеше да се разликува кој е дојден за поддршка, а кој за провокација. Од спротива беа присутни помал број поддржувачи на бугарската ВМРО БНД. Меѓу новинарите пак се појави човек што се представи како наследник на Вапцаров и се обиде да му подари книга на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И тук всичко е дадено, написано, това е особено, последната страница си е написано, това е ръкопис на Никола Вапцаров, тук пише какъв е, що е, кой е. Ще ви дадам и аз една книга от нашата македонска история, що е написал Никола Јонков Вапцаров за Македонија и неговиот македонски идентитет. Следниот пат ви ветувам дека ќе ви дадам книга. Клубот во Благоевград немаше да се отвори без помошта од македонска организација од Канада, која негува анти-НАТО, анти-САД и анти-ЕУ ставови. Па го прашавме лидерот на опозицијата дали му пречи што меѓу финансиерите на настанот е такво здружение. Не, иднината на Македонија е во Европа и очекуваме така, бидејќи се наоѓаме во Европска унија, така и да се однесува европски и да го почитува овој клуб и да ги почитува македонците во Бугарија. Ви благодарам. Оние што присуствуваа на отворањето на клубот потоа тргнаа да положат цвеќе на повеќе споменици во центарот на градот. Но попат почнаа инциденти. Крвец, предатели родостъпници! Що? Какво ще стане? Какво ще стане, бе? Мицкоски, предател! Не ми мавте с ръката! Предател на България си ти, бе! Още са българи! По интервенција на полицијата толпата се расчисти, а поворката продолжи и положи цвеќе на споменикот на Димитар Благоев, по кого е именуван градот. Дојдовме за поддршка и верувам дека по ова ќе се охрабрат повеќе луѓе да можат слободно да се ги практикуваат своите права како македонци и од друга страна мислам дека ова може да придонесе за да се спроведат пресудите кои што ги има добиено македонските здруженија во Бугарија.
Со венците и цвеќињата враце, граѓаните сепак не успеа да стигнат до споменикот на Гоце Делчев. Таму протестираше европратеникот Ангел Џамбаски со своите поддржувачи. Поради безбедносниот ризик, полицијата не дозволи да се оддаде почити на ова место. Цвеќињата останаа на неколку метри од споменикот, а гостите се упатија на последната локација. Се смири атмосферата и во центарот и пред клубот. Трябва да се погаждаме, да се разбираме. Ние имаме роднини в Струмица, ходихме си на гости, те идваха при нас. За какво трябва да има скандали? Вам ви пречи, ви смета ли отворањето на овој клуб? Не. Той е в съседната до нас кооперация. Изобщо не ни пречи. Стига да е тихичко всичко, да нема скандали, да нема побоища. Ваше е знамето? Да. Наше, да. Секој ден стои тука само или сега го ставите? Не, когато за празници ги слагаме. За празници, иначе всеки ден не може да стои, защото... Кој празник е денеска? Днеска е неделя. Неделен ден, хубав ден за това. По настанот во клубот останаа неколку луѓе. Меѓу оние што ги средуваа впечатоците релативно задоволен беше Јанко Бачев од Единствена Македонија. Тоа е вообичаено при вакви настани, тоа беа поединечни изолирани инцидентни, а додека се движеше поворката од тука, од клубот до црквата, видов многу луѓе кои што седеа околу во кафани, во кафичи, видов кај нив една воскит, една поддршка, им се гледаше во очите на луѓето. Но еден од основачите на клубот и на организацијата што стои зад клубот, Граѓанското здружение за заштита на основни индивидуални човечки права, тогаш објави дека регистрацијата им е поништена. Аз не знаех, сега ми става известно, че нашето дружество е прекратено. Прекратено е по законен ред от съдебен орган. Но прекратяването не е легитимно, поради това, че ние имаме 15 други искания, които също така са прекратени от българските съдилища, но в Европа те са отхвърлени. С други думи, ние като европейци, като жители на Европа, като жители на България и оттам жители на Европа, ние считаме, че са накърнени европейските правила за обществен живот. Според проверките што ги направи 360 степени на страницата на Бугарскиот централен регистар, пишува дека Сдруженијето е во ликвидација. Последен документ во влошката на Сдруженијето е судска одлука која датира од втората половина на месецов. Не бевме во можност да извршиме увид во документот, но известно е дека станува збор за правосилна пресуда по предмет почнат од тамошното обвинителство. Овој државен орган уште во 2019 година се жалел на тоа што Централниот регистар го впишал Сдруженијето. Уште едно непријатно прашање за организаторите беа антизападните гледишта на дел од нивните донатори. Тие, които ни подкрепят, ние сме им благодарни. А това те какви позиции заемат в света е второстепенно. Ние не бихме искали да участваме в тия спорове. Од каде доаѓаат парите за настанот не беше важно и за поранешната пратеничка Лилјана Поповска и други лица кои дадоа поддршка. А некои од жителите на Благоевград не ни знаеа што се случува во нивниот град. Не знам, с Џамбаски аз не го познавам, не познавам и партията, но кои са, какво искат, не мога да ви кажа. Мисля, че трябва все повече клубове да се отварят, за да може действително да се спретеляват народите, защото ние сме си един народ. Просто така отварят, ама това Македония си е държавата. От кога не е, от вчера. Настанот или настаните во Благоевград ги игнорираа и македонските и бугарските политичари од извршната власт. Општинската зграда се наоѓа на плоштадот во Благоевград, во близина на театарот Никола Вапцаров, еден од спомениците каде денеска беше положено цвеќе. Токму Советот на општината е меѓу првите кои со декларација се спротивставија на отварањето на културниот центар, оценувајќи го како провокација. Од градоначалникот побаравме одговори дали и тој е на истиот став, дали до него стигнало официјално барање и зошто е спорно отворањето на Македонскиот културен центар Никола Вапцаров.
Градоначалникот Илко Стојанов, кадар на партијата Има таков народ на Слави Трифонов, не прими во неговиот кабинет. Според него, важно е што настанот поминал без поголеми инциденти. Общинския съвет е различен орган от кмета на общината, но това, което извадиха като декларация, наистина е техното произнасяне. Тоест, това вече го решава Общинския съвет. В моето изявление, както казах и преди малко, и искам да го подчертая, аз наистина Благоевград е община, която работи по чудесен начин с много македонски общини. Единственото, което искам и аз като кмет, е да бъде спокойно, да не вкарваме омраза, а напротив да градиме мостове помежду си. Стојанов вели дека е за отворање на културно-информативен центар во Благоевград, но тој да биде официјален, како што најавил премиерот Димитар Ковачевски. Със сигурност, когато бъде официален клуба, бих искал да присъствам и ще присъствам. И наистина трябва преди това да поработим върху локацията, да намерим място, което да бъде удачно. Тук вече може да помогне и българската държава, когато стане по съответния официален ред. Пред заминување уште еднаш ги поминавме жешките места на денот во Благоевград. Цвеќињата во близина на споменикот на Гоце Делчев веќе беа отстранети. Кај споменикот на Димитар Благоев недостасуваа само лентите со посвета. На Димитар Димов број 14 не испратија преостанатите новинари, една полициска патрола и оштетените букви на името на клубот со цитатот од песната Земја на Никола Вапцаров. Ова е емисијата 360 степени назад. Министерот за администрација Адмир Ималити останува на позицијата дека во балансерот, алатка што помага за практикување на уставниот принцип за соодветна и правична застапеност при вработување во јавниот сектор, треба да стојат бројките за вкупно попишаното население, кое ја вклучува и диаспората. Спротивно од него, други членови на владата и директори на јавни институции сметаат дека релевантни се само процентите за резидентното население. Во историјата што следува, нашиот Даниел Василев го отвори прашањето за злоупотребите на балансерот при конкурсите за добивање државна работа, со тоа што ист кандидат во исто време за една работна позиција конкурира како македонец, за друга како албанец, а на трета се декларира како ром. Има ли решение? По 2 децении земјава лани конечно направи попис на населението откако владеачките партии се договорија да се попише и резидентното население и диаспората. Уште пред да се излезе на терен се постави прашањето која бројка ќе биде важечка за остварување на правата поврзани со етничката припадност. Немам ни право да коментирам ова работа. Не знам што да ви одговорам. Значи секогаш се цени вкупниот број на државјаните, затоа што нашиот устав укажува на тоа дека ги дава правата на граѓаните, а тоа се сите државјани. Заврши пребројувањето и дојде на ред бројките да влезат во пракса, но се појавија различни мислења за тоа кои бројки се релевантни. 24,3% согласно податоците од пописот, која што е дел од категоријата купно резидентно население. Ова е категорија која што е клучна и која што ги дава состојбите во земјата. Нашето нерезидентно население е специфично, кое што придонесува во секојдневниот општ развој на земјата. Тие луѓе се тука, поголем дел од времето, плаќаат даноци, имаат своји домови, имаат свое семејство и нормално е да бидат дел од општиот процес. И покрај разногласието во оптек влегоа бројките за вкупното, а не само за населението во земјава. Па во софтверското решение, кое води грижа за соодветна и правична застапеност при вработување во државна служба, наречено балансер, вклучени се и бројките за диаспората. Нема ништо спорно во тоа, вели министерот за информатичко општество и администрација Адмир Ималити и додава, се е согласно законот за попис. Нашите служби се реферират на тој закон и таму пишува граѓаните на Северна Македонија. Значи нема никаква дистинкција помеѓу резидентните и нерезидентните. Втора причина поради која го впишал вкупното население во балансерот, вели Алити, е што и предходните бројки. Оние од пописот од 2002 година вклучувале и граѓани кои се во странство. На нашата забелешка дека во 2002 се попишаа само оние кои се во странство до 12 месеци, што е еквивалент на ставката резидентно население на овој попис, министерот одговори.
Прво, тоа компарација да се направи помеѓу пописот до 2002 и 2021 има некои суштински разлики, меѓутоа, значи, тоа не прави некаков импакт во тоа ние да променуваме, значи, да направиме промена во методологијата на балансерот. И затоа ви викам, значи, толкувањето кај нас е дека има факти, дека во претходниот попис имало, значи, голем број на жители на Македонија кои привремено работеле надвор од Македонија, ама биле дел од пописот. Исто и сега имаме, значи, дистинкција помеѓу резидентни и нерезидентни, меѓутоа фактот што и оваа група и другата група се граѓани на Република Северна Македонија мора да бидат дел од вкупниот број на граѓани. Значи, доколку Премиерот Димитар Ковачевски во април годинава, неколку дена по објавување на резултатите од пописот, искажа став различен од оној на министерот. Ако ја гледаме логиката, тогаш во управата, односно во јавниот сектор се вработуваат резидентни граѓани, односно оние кои што живеат тука. И нормално би било оние кои што се резиденти, тие да влегуваат во калкулациите за вработување во јавниот сектор. Балансерот кога е направен, но до следното гостување во 360 степени позицијата на Ковачевски еволуираше. На истото прашање од пред 6 месеци. Сега премиерот се обиде да објасни зошто во балансерот стои вкупно попишаното, а не само резидентното население. 2002, кога е правен пописот, тогаш има вкупно население. И ние тогаш сме биле 2 милиони и 15 илјади жители во државата. Дозволете тука да не се согласам на ниво на факти, бидејќи во 2002 методологијата вели дека се попишува резидентно население, она што е затекнато тука на ниво на држава, и она кое што е најмногу до 12 месеци надвор. Тоа е еквивалент на формулата за резидентно население на пописот 2021 година. Значи, ние можеме да водиме за ова дебата. За ова е водена дебата и 2001 година. И треба сите да седнат на маса, кои што ја воделе дебатата во 2001 година во однос на равноправна застапеност на етничките заедници и така натаму. Принципот мислам дека никој не го спори од секторот, тоа е прашањето. Треба добро да се разгледа методологијата во 2001 година, потоа добро да се разгледа методологијата на неуспешниот попис кој што го имавме чинам во 2012, а знаеме од кои причини беше прекинат, и да се спореди со методологијата од 2021 година. И додека премиерот и министерот за администрација најавуваат дебати, балансерот си работи со бројките за вкупно попишаното население. И тоа не е единствениот проблематичен аспект на правичната застапеност. Станува редовна пракса граѓани да испраќаат повеќе апликации на оглас за работа во државни институции, во кои декларираат различна етничка припадност. На огласот што беше објавен март ова година, кај нас се случи едно лице да конкурира на 5 работни места и да се изјасни на 3 работни места како македонец, на едно работно место како албанец, на едно работно место за ром и да биде избран за најдобар кандидат на работното место за предвидено за ром. И сега нема како да го третираш освен злоупотреба. Членот на антикорупцијската комисија смета дека во вакви случаи најмалку виновни се граѓаните кои ја менуваат својата етничка припадност. Тој прстот го вперува во институциите. И поред ваквите констатирани состојби, не презеле на време за да се спречи ова, бидејќи во нашиот случај, ние кога ќе треба да изготвиме годишен план за вработување за наредната година, треба да пишуваме дека имаме ром распоредено, а реално немаме. Тоаш, која е смислата на годишниот план за вработување и која е смислата на балансерот за да се постигне соодветната и правичната застапеност? Свесен за злоупотребите на балансерот, министерот Алити смета дека го нашол магичното решение. Во новиот закон за административни службеници најавува механизам за спречување на менување на етничката припадност. Кога кандидатите сакат да аплицират за одредена работа и ако немат профил во Агенција за администрација, ќе треба да креират профил. Значи, тоа полето за националност, ако го селектират еднаш македонец или албанец или турчин,
а тоа да не може, значи, да се едитира, односно да се промени. И додека овој предлог на министерот може, а може би и нема да се донесе, кај некои членови на владата, за разлика од други, живее идеја дури и за укинување на балансерот. Јас се согласувам дека во еден период, особено после Охридскиот рамковен договор, одигра една важна улога за обезбедување на правична застапеност. Меѓутоа, како поминува времето, очигледно, како се зголемуваат злоупотребите на балансерот, очигледно дека тој веќе има завршено својата улога, ова го кажувам според моje мислење, и дека треба да се најде модел кој што повеќе ќе одговара на сегашните околности. Во идеален свет, кога политичките партии се свесни дека треба деполитизација на администрацијата и дека навистина треба само мерит систем да има и така натаму, не би имало потреба од квоти, односно во овој случај од балансер. Меѓутоа, фактот што споменавме дека се уште имаме многу институции каде застапеноста не е добра, односно одредена националност нема аксес во таа институција, тоа подразбира дека на нас као држава се уште ни треба некоја алатка за квоти која ќе им дава шанси, значи, на сите националности. На тема манипулации со етничката припадност при вработување во јавниот сектор, Основниот суд во Крушево неодамна донесе индикативна пресуда. Жителка на градот доби 3 месеци условна казна затвор затоа што во минатото се декларирала за влаинка, а на конкурс за вработување се пријавила како македонка. Ако пресудата и може да биде вовед во решение за проблемот со злоупотребите од поединци, на тема балансер такво нешто не е на повидок. Браната на реката Отиња кај Штип, најавувана и планирана со децении, конечно почна да се гради, но сега се поставува прашањето дали ќе има доволно вода за да се наполни вештачкото езеро. Дилемата се чини логична кога во Штип, особено во топлите месеци, ќе ве дочека празно корито на Отиња. Зоран Јовановски трагаше по одговорите за целисходноста на проектот кој првпат се спомнува уште пред 5 децении. Ова е долината во непосредна близина на Штип, во која треба да се наполни новото вештачко езеро на сливот на реката Отиња. Со просечна длабочина од 10 метри и 3 милиони кубни метри вода, ќе биде една од помалите акумулации во земјава. Езерото е децениски сон на штипјани, вели новинарот Иван Бојаджиски. Па најмалку половина век. Тоа е минималното време за кој јас најдов и аргументи, подготувајќи се за овој разговор со вашата емисија, и најдов мои текстови пишувани во 70 години од минатиот век, дека Штип цврсто стои за потребата од изградба на еден ваков проект од реализација на брана на реката Отиња. Акумулацијата не би се користела за земјоделство или енергетика, туку за наводнување зелени површини, интервентно водоснабдување, спорт, рекреација, а треба да штити и од поплави. Предвидено е за туристички намени, предвидено е као рекреативна зона, таму ќе се изградат ресторани, викендици, предвидено е за спортски риболов и спортови на вода. Повеќе наменска, и од тој аспект браната е една неминовност, која ние ја градиме 56 години. Еве сега некаде сме пред реализација на тој важен проект. Изградбата на браната почна во јули 2021 година. Тогаш беше најавено дека ќе чини речиси 5 милиони евра и ќе заврши за 2,5 години. Гледаме првите градежни машини овде позади нас, кои што работат на изградбата на браната на река Отиња. Еве тоа е тоа што години и децении наназад беше најавувано, а оваа влада и оваа локална самоуправа денеска го прави. Но кога денес минувате низ Штип, погледот го привлекува една сува гледка. Ова не е еден од штипските сокаци, туку коритото на реката Отиња што минува низ Штип. Поради ваквата хидролошка состојба во јавноста се отвори дебатата дали има логика на оваа река без река да се гради брана. Голем дел од годината во коритото нема ниту капка вода. На некои интернет портали се појавија вакви наслови. Бочварски гради брана на Отиња, а дури по изградбата ќе мисли од каде ќе ја полни со вода.
А по една година од почетокот на градбата, новинарите за ова го прашаа лично министерот. Кога ќе завршат градежните активности за изградба на брана на река Отиња, тогаш впрочем ќе се размислува за тоа како истата ќе се наполни со вода. Дециден беше министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Согласно можностите, ќе гледаме и приликите дали ќе има потреба од дополнително дополнување на вода во браната на река Отиња од одредена друга акумулација. Невообичаено топлите денови за овој период од годината се користат за да се работи на темелите на идната брана, која ќе биде камено насипна. Тоа значи дека нема да се гради од бетон, туку од локален материјал. Па акумулацијата, односно максималната кота на езерото е на 334 метра. Тоа отприлика иде кај што е моментално поставена инекционата станица. Ова ќе биде поплавено кај што гази. Моментално каде што се наоѓаме, ова ќе биде под вода. Геологот Љупчо Кулаков, кој е дел од надзорниот тим на Градежен институт Македонија, вели дека според истражувањата што ги правеле врвни стручњаци, изградбата на браната се смета за исплатлива. Станува збор за една река која што има доста променлив карактер, односно променлив проток и бујчен карактер. Доста често на отприлика периоди од 7-8 години има огромни количини на проток на вода, кои што за споредба 2015 година изнесуваа и повеќе од 10 кубика во секунда на моменти како пикови. Така да оваа количина на вода, за пример, за со неколку дена доколку тече, може да се наполни целата брана. Меѓутоа зависи од хидролошката состојба, односно самите врнежи, од дожд, а пред се од снег. Професорот на катедрата за хидротехнички објекти на Градежниот факултет во Скопје, Љупчо Петковски, кој учествувал во изработката на проектот за браната, вели дека тој бил комплетиран уште во 2003 година. Подоцна со развојот на науката и технологијата е ревидиран. Ако е дното негде 303,5, 334 е максималното работно ниво акумулацијата. Значи приближно 30, 29,5 метри е максималниот воден стоп. Тој вели дека уште кога е правен идејниот проект во 2001 година, имале податоци од хидролошката анализа. Добиен е податок дека средното протекување е негде 0,17 метри кубни во секунд. Значи некојаш може да има некој подолг сушен период и да не истекува ништо на рекичката Отиња. Веројатно, вие баш во таков момент сте ја сликале. Меѓутоа, зборувам за средно годишно протекување. Ако корисниот простор на акумулацијата е 3 милиони, има голема веројатност таа акумулација да биде во поголем број од годините полна до кота на нормално ниво. И тоа е и главната причина зашто градиме овој хидросистем. Во управата за хидрометеоролошки работи нема записи за хидролошки мониторинг на Штипска Отиња. Сепак, хидрологот Васко Стојов на поинаков начин успева да добие податоци за протокот на вода. Во непосредна близина се наоѓа хидролошката станица Штип на река Брегалница и при вршење на хидрометриски мерења на оваа станица, во непосредна близина на Отиња се секогаш било забележувано дека низ Отиња течат мали количини на вода. Со пресметки е добиено дека отприлика низ Отиња течат некаде околу 150 литри во секунда. Иако во летниот период реката пресушува, Стојов вели дека просечниот годишен проток од 150 литри во секунда е доволен гарант за одржување на нивото на акумулацијата. Идното езеро се очекува да ја измени и микроклимата во Штип. Услови на екстремни температури во сушните делови од годината, кога температурите се доста високи, ќе овозможи намалување на температурата на воздухот од 1 до 2 степени, што секако е благопријатно во такви услови, а во време на екстремни зимски температури ќе допринесе до покачување на температурата на воздухот за 1 до 2 степени. Покрај пепел суво корито, штипјани ги паметат и овие слики кога во февруари 2013 година имаше поплави. Отиња надојде до ниво да се излее, а Брегалница која минува покрај Штип поплави повеќе предели. Овде беше реката догоре, само што не прели на улиците. Го сруши овој, не го сруши, но беше
Во опасност овој мост да се сруши. А го поплави Ново село. Тоа е на крајот од Отиње долу. Кај што Отиње се влива во Брегалница. Ако хидролошката анализа е поволна и вештачкото езеро е толку посакувано, зошто половина век е само идеја? Ние, во овој проект, во оваа лажна мисија за изградба на брана, ќе помогнеме со десетина кофи вода, а воедно апелираме и останатите граѓани да го направат истото. Пред избори, на Штипјани повторно им се нуди ветување за брана на Отиња, чија изградба е неизвестна, рекоа денеска на прес од ВМРО ДПМНЕ. Истата, очигледно, нема да успее да се изгради. А доказ за тоа е непостоењето на градежна активност на теренот, кај што високи функционери со бели кушоли пред некој ден направија помпезна пресконференција. Новинарот Бојаджиски вели дека идејата за изградба на браната секогаш била предмет на политички препукувања и кочници меѓу двете најголеми политички опции во земјава, без оглед кога и кој бил во локалната или централната власт. Во таа вечна борба, кој да биде реализаторот на оваа огромна и неопходна идеја за Штип, секогаш се ставале политички препки од политичка природа. Овој пат барем засега не е така. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, кој е кадар на ВМРО ДПМНЕ, дава целосна поддршка за реализација на проектот, но има друга задршка. Клиничката болница во Штип остана еден нереализиран проект, таа е од суштинско значење за градот и од тој аспект, повлечено од минатото, сум малку скептичен во тоа дали во целост ќе се реализира овој проект кој што дефинитивно доколку го виде светлото на денот ќе генерира развој на градот и се што се прави е добро. Со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и самиот штипјанец го посетивме градилиштето на идната брана. Тој не го крие задоволството поради реализацијата на проектот. За дебатата околу поволноста или неповолноста на хидролошката состојба се повика на експертите. Дали ќе се доведеме до ситуација да се дадат многу државни пари за да се изгради брана која што потоа ќе не може да се наполни како акумулација? Согласно студиите, таква работа не е наведено и согласно проектите, така што и ќе повторам дека јас можам да се потпрам на она кои што го зборуваат и кои што го изработиле стручните лица, а не на паушални дискусии кои што секој може да ги наведе во јавноста. Штипјани сметаат дека конечно се создадени сите предуслови за остварување на нивниот сон. Министерот и премиерот Заев во јули месец лани свечено го најавија почетокот на работите, рекоа за 30 месеци ќе биде. Јас не верувам за 30, но нека биде за 50 месеци. Ние ја чекаме 50 години, можеме и 50 месеци да чекаме. Ако сакате да ја погледнете и новата саботажа, останете на Алсат и по рекламите. Секоја нормална држава функционира на принцип на договор меѓу одредена група луѓе и градење доверба меѓу нив. Во нашата, тој договор постигнат пред 30 години се уште е на сила, но увереноста во добронамерноста никако да стаса до ниво кое ќе задоволува барем минимални критериуми. Ништо, ни овие 5 прсти немам доверба, не во судство и во токот, нема токот. А како и да се верува кога ништо од тоа што би го изградило тој концепт на сигурност во системот не може да се стави во прифатлив мод. Дури не е потребна посебна анализа за да се антиципира состојбата, бидејќи во толку мала држава секој со секого се знае. Ако е татко му судија, сино е адвокат, а па ако е од апелација, рачунај предметот ќе ти падне тука, ќе до апелација, тато ќе го држи таму и кинат. Проблемот не е само во интенцијата да се зачува семејната лоза или да се задоволат желбите на партиските кадровски комисии. Неквалитетот на услугата во сооднос со квантитетот на вработени во администрацијата, според сведоштвото на познавачите, лежи и на друго место.
За преработување во јавните предпријатија, да, и спомнавте колешке жените на не знам кој, не жените, швалерките се таму вработени. Сите швалерки се ги кладоја во канцеларии. Изгледа дека тоа не е новина, туку дел од наследството. Затоа и граѓаните се збунети и не знаат кој пат треба да се фати. Па во отсуство од подобро искуство се решаваат за статус-кво. Треба да се сменя, ама да биде како беше порано за време на Југославија. Како беше? Како беше? Како што е сега, да се остане. Да не се менува. А што и да се преземе кога аргументираното соочување на фактите со манипулациите и натаму се сведува на чаршиско озборување со користење непристојности кои се очекува да го засилат отсуството на аргументи и да ја зголемат перцепцијата за сериозното влијание на животниот опит наспроти младешката бунтовност. Јас кога родев таму, ти не беше роден да заебава. Абе, било поминало тито во време, да си старци. Оде, Игор. Игор. И ти печалиш од праски, не заебавај сега. Шегата настрана во овакви ситуации кога нивото на дебата ја надминува границата на учтивост и самите граѓани се повлекуваат во својот кожурец и решаваат да бидат индиферентни и само да си го гледаат сопственото здравје, избегнувајќи да се соочат со реалноста. Цените не шетано го душо, ја гледам не сумарна и да си одам на ке дом. И на крајот, арните домаќини кои треба да бидат за пример, може би и се трудат да го излечат својот јазик, ама им оди на вистина тешко да ги диагностицираат адекватните зборови. Неколку пати сме дискутирале на целокупната ситуација во нивото Тиквишко езеро за заштита и на населението и на самите рибен фонд и се целокупното друго растение. Потребно е сериозно знаење за да се фати ред во употребениот зборовен микс кој ги урива сите граматички норми. Џабе се сите европски и светски договори на чист македонски, кога ниту меѓу себе не можеме да се разбереме. Со овој сегмент го заокружуваме и ова издание на 360 степени. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в петок од 20:12 следуваат вести. Пријатно!